Да, се враќаме во студиото со нашите гости Јове Кекиновски и Илија Илиовски. Зборуваме за состојбите во ВМРО-ДПМН, што се случува со таа партија, дали се потребни промени и какви. Она што не очекува сега, професоре, е втор круг на локалните избори. Видовме како помина партијата во првиот круг. Остана сепак да се бори за уште неколку општини, каде што може да го подобри евентуално резултатот. Вие што велите, што велат вашите анализи, како ќе се одвива сега работата, што треба да се направи за можеби да се сменат работите малку за партијата? Па мислам дека не може ништо да се направи за да се сменат работите во партијата. Колку и да се обидуваат да прават, мислам дека нема да има никаков ефект. Дури и во оние 5 општини во кои што водат, јас мислам дека 19 општини беа каде што имаме директен дуел ВМРО-ДПМН, Социјалдемократски сојуз, од тие 19 само оние 14 кај што води Социјалдемократскиот сојуз, мислам дека повеќе од јасно дека ќе ги добие. Во овие 5 останати општини каде што води ДПМН, јас не верувам дека ќе освои повеќе една, евентуално две. Евентуално Зрновци уште една од тие помали општини. Новаци, иако води некаде за 300-400 гласа, чинам дека не може да освои. Мислам дека ќе ги изгубат големите две градски општини, каде што директно се надпреваруваат, поради фактот што кај нас граѓаните секој се приклонуваат кон победникот. Сега се осоколени оние што не сакале да гласат, ќе се обидат да гласат ќе го дадат својот глас за Социјалдемократскиот сојуз, а ваму ќе имате разочарување кај голем дел од членството и мислам дека таму нема авторитет, нема човек кредибилен кој што може во моментов да го покрене целото гласачко тело, имајќи во предвид дека нема можност да прави и манипулации и да подкупува како што го правил тоа. Па така да, ако во првиот круг вкупниот број на освоени гласови беше 335.000, тоа е катастрофа за ВМРО-ДПМН, од причина што ги изгуби 120.000 гласови. Јас мислам дека на крајот, кога ги сумираме резултатите по вториот изборен круг, можеби да се случи да на конто на ВМРО-ДПМН има помеѓу 250 и 270.000 гласа. И тоа е поголем дебакал, ниту доживеало во последно време, ниту ќе доживее во иднина, под услов да ова раководство успееме да го смениме. Така да вината мора да сноси актуелното раководство начело со Груевски и ова фактички уште поголем пораз она што го имаше Демократскиот сојуз на претходните избори, кога имаше 6 или 7 градоначалника, а претходно имаше 5 или 6 градоначалника. Може да се случи испод 5 да има ВМРО-ДПМН. Да. Илиовски, прилично изненадувачки резултати во Скопје. Господинот Шелегов победи уште во првиот круг. Ми се чини дека ни една агенција, ниту едно испитување на јавното мислење не го предвиде тоа така на тој начин. Имаме прилично изненадувачки резултати во многу скопски општини. Па еве, ако Карпош и Центар се очекуваше победа и аеродром на СДСМ, значи никој не очекуваше дека СДСМ ќе води во кисела вода и во Газибаба, каде што разликата за ВМРО-ДПМН беше повеќе од огромна и на парламентарните избори, да не зборуваме за претходните локални. СДСМ дури води и во општина Бутел, еве нека ме поправи професорот, мислам дека прв пат во историјата на Македонија. Па од 90-та година никогаш не победил Социјалдемократскиот сојуз во Бутел. Има шанси да се нова општина. Да, поранешна општина Чаир, па потоа после новата територијална поделба, Бутел која станува нема победа. Видете, како да ви кажам, значи имате една ситуација, која вратиме малку анализата на барем 2 до 3 изборни циклуси на локални избори. Имате една ситуација во која што Социјалдемократскиот сојуз во Скопје реално немал победа од 2005 навак. И сега доаѓате до една ситуација каде што комплетно од 7 општини каде што може да се надпреваруваат ВМРО-ДПМН и Социјалдемократскиот сојуз, бидејќи две се доминантно со албанско население и една со доминантно ромско население, и таму се поинакви коалиции, други се партиите кои што се игра. Во овие 7 кои што биле, никогаш СДСМ не дошол во толкава предност во последниот зборам 3 циклуси пред овој како сега што дојде. Навистина се фрапирачки бројките.
Но најфрапирачки момент е тоа што абстиненцијата е, како да ви кажам, на едно ниво кое што до сега не сме го забележале, зборам за Скопје. Бидејќи обично Скопје знаело да направи такви избори, значи таква излезност на избори каде што доста ги раздвижувало бројките на глобално ниво, зборам за цела Република Македонија, односно правило секогаш над просекот на излезност од останатите општини во државата. Сега Скопје е некаде околу просекот на излезност, дури и под. Ако ги земеме бројките од декември минатата година и овие бројки сега, еве конкретно за општина Центар ќе ви дадам пример. Минатата година Социјалдемократскиот сојуз победи во општина Центар со околу 18.000 гласа, наспроти 10.100 гласа, мислам, чинам беа да ВМРО да помане. Сега имаме минус 2.000 гласа на контото на ВМРО да помане. А бројката ќе се да се на иста. Нема некој помордување, некој 100 гласа минус, така да кажем. Слично и во Карпаш, слично и во аеродром, затоа што во аеродром иако водеа сега малку, сега дури ја зголемија бројката, ја зголемија разликата, ама намалена од аспект на гласови на ВМРО да помане во аеродром. Значи, ова е прв пат вакво нешто реално аналитички да се забележи на територија на општина, на територија на градот Скопје. Иако сме имале слични примери, чинам беше тоа изборите 2000 година кога Ристо Пенов, ако не се лажам, победи во првиот круг тогаш. Но тогаш беа, знаете, поинаков беше составот, поинаква беше територијата, гласот, електоратот беше поинаков на општините во Скопје. Контекст на изборите беше друг. Контекстот беше поинаков. Да. Сега имаме бројки кои што мислам дека никој не ги очекуваше. Најмалку ги очекуваше ВМРО да помане, зборам во тој квантум на гласови, но не верувам дека ни СДСМ ги очекувал како број на гласови. Иако, да бидеме реални, ВМРО да помане, ако изгуби околу 120.000 гласови за разлика од минатите избори, Социјалдемократскиот сојуз не го искористи тоа. Напротив, и они изгубија околу 15-20.000 гласови, тие кои што ги имаа минатата година. Они се околу 410, а ВМРО да помане околу 335, таа бројка што ја разговарав. Значи, немаме тука некој раст, едноставно имаме само пад, кој што, пак ќе кажам, се должи на доста голема абстиненција кај населението. Во 2013 година излезноста е некаде околу 67%, сега се отприлика околу 60%, меѓутоа излезноста во градот Скопје некаде е помала за 9%. Меѓутоа, ако ги видите, бројките ќе видите дека ВМРО ДПМН во цела Македонија губи 120.000 гласови, а Социјалдемократскиот само 15.000 во однос на претходната година. Тоа имате 52.000 неважачки ливчиња. И сега ако анализирате, логичко е дека тие гласови што се неважачки и што не излегле, не се на Социјалдемократскиот сојуз, бидејќи Социјалдемократскиот сојуз имаше поголем мотив нивните гласачи, нивните членови, симпатизери да излезат отколку другите. Значи факт е дека ВМРО ДПМН, односно Груевски, изгуби од ВМРО-овците. ВМРО го казни Груевски и неговата компанија. Тоа е факт и стојам за тоа и со тек на време ќе ги докажеме со конкретни бројки, со конкретни показатели, иако и овие се доволни. Да. Добро, со оваа мисла ќе ја завршиме и емисијата. Раководството на ВМРО ДПМН може би гледа, може би не, пораките, па како што кажа господинот Груевски, ќе анализира во следниот период. Господа, ви благодарам на двајцата за вашето учество, а вие, почитувани гледачи, следевте уште една анализа на телевизија 24. Ви благодариме на вниманието и довербата и останете со нашата програма.